Еве се наоѓам тука пред. Гледате каде сум, значи само не во видеото на директорот. Вака, страшно нешто. Слушате го видео и слушате го до крај. Пак, значи специјално дојдов од дома, часот е денеска, значи сме понеделник околу 18:30. Вака се работи. Овај директор истиот тука, кој пробал тука да ме брка пред неколку месеци, направил да луѓе ми се пожали, прво одма дали премини човекот кој вчера, тоест завчера, во инфективно. Човекот едноставно имал цел месец проблеми со гласот. Одел на матише, на вамо, на таму, тука во болници, на крај го испатиле во инфективно, каде што требало да го задржи докторката, во завчера. Меѓутоа, докторката и некои две сестри му рекле дека директорот има дадена наредба кој треба да остане воопшто тука во болница, да мора прво да даде таму 3000 денара. Тоа било наредба од директорот Емри. 3000 денара да остави. Па не дај да даде Господ. Нели имаме секакви разни болести, хитни случаи. Не дај Боже некој со инфаркт, со мозочен удар и така натака. Прво треба да остави, ако нема 3000 денара, треба да се го пуштат дома и да заврши човекот, така. Еве Македонијо, ти премиер директор, значи Азир Алиу веројатно не го интересират, веројатно се заедно тие соработуваат. И овај директор, тоа што партиски што остави тамо преку 20-30 луѓе без леп и ги прати дома, па и ги пратил, тоест и луѓе кои по 10, по 6, по 18 години работеле, тука не им дал решение или не им даде и ги пуштил дома на нивно место се и се што, јас немам против другите ништо. Истиов, значи дал наредба, каква е таа наредба? Значи во ситуацијава збора го кажав и човекот, ова под видео во коментари, че ставам таму и слика, како вчера човекот, значи го вратиле дома, ми слика мене како сега е пред болница, како е пред слика, како е пред ова, го кажав инфективно, како внатре влегува, кога му е дале 3000 денара, дал пари, платил, му дали едно сметкише, тамо што несто само подпис негов и не знам чив подпис. И човекот им рекол таму, ова мене дури ми е и сумњиво. Меѓутоа, поентава е друго. Кој е тој директор, бе? Дали во светов, па и во Македонија, ако постои некој втор таков директор, постои ова видео, да кажат, да оставиш 3000 денара кауција за да те задржат во болница, па после тоа, нели, ќе се разберене, дали треба да му вратат на некој пациент пари, дали треба да доплати. Па каде бе тоа го има, бе? Плюс пациентов бил осигурен. Значи, каде тоа го има, бе, Македонијо, бе? Значи, премиер е Христијан Мицковски, конкретно сега и директор до тебе. Им барале 3000 денара бараат, значи, сите ние, да даде Господ, можеме да бидеме пациенти по болниците. Наредба од директорот Емри, 3000 денара било каде тука по болницава, да се, ако треба да пациент да остане тука на лекување, морал да плати 3000 денара, па некој кога екстра или му се нешто слошило, не дај Боже, да не даде Господ. Што треба, со него пари да бараат луѓето или со брза помош ако стигнат до тука? Или треба човекот да се хоспитализира, да се лекува, да му се пружи помош, ако тука немат, нели, ако не се доволно писмени и учени, па да ги препазнат пациентите, се знае, имаме клиничка болница Тетово или Скопје, а не пари да им бараат. Ова е едно. Второ, цела Македонија исто да знае, некој ми кажа исто пред некои 10 дена, луѓе бивши, мислам, од синдикат поранешен, сега не знам имало 2 синдиката, сметката на оваа болница е блокирана, на Гостиварскава болница, блокирана. Тие луѓе од синдикат што биле, преку 20 луѓе, преку 20, немале за многу време, им немале платено пари. Истиот директор. Тоа се, значи, некои цифри огромни. Зашто? Имале тужено на суд, па дури веројатно од тоа што разбрав дека на извршител дошла работава. Истиот директор, овај што тука сакаше да ме брка, Боже ми, јас сум во неговиот вилајет. Истиот директор молел една медицинска сестра
ги замоли овие синдикалци да не потпишуваат тамо, веројатно на извршител, да не потпишуваат како во скоро, за многу брзо, 5, 10, 20 дена, че им ги исплатил парите. Не, тоа е само одложување на време. Еве, ти, премиере Христијан Мицкоски, да ја знаеш и оваа работа, бидејќи министерот Азир Алиу, директоров Ембри, тој го поставил, не јас. Тоа што правеа со вработувањата, тоа се гревови големи, меѓутоа такви луѓе немаат грев. Ова со пациентиве, за да остане некој во болница да плати 3000 денара. Значи ќе ви, ова ќе ви пуштам после ова видео во коментари и повеќе скриншоти од разговорот, пишаниот разговор меѓу мене и Дали Пемини, мислам беше. И сликана е, ми ја слика исто ја имам уплатницава, која тоа не е уплатница, тоа е обично ливче. Каде што 3000 дена човеков морал да плати за да го задржат тука во инфективно. Ова е случај за во инфективно, нели? Има други случаи, веројатно и за други места. Каде тоа постои на светов? На луѓето треба да им се даде прва помош. Дали го оставаат тука во болница, дали го препачаат на друго место, а сметката секој ќе си ја плати, нели, на крај. Ете така Македонија, така народе во Македонија, сите кои се на запад, еве да знаете уште една страшна вистина. Секој е добро. Специјално дојдов 18:30 часот, од дома пешки, да ја кажам и ова не е неправда, ова е хорор. Ова е хорор. Ако некаде во Македонија, во било кој друг град има нешто вакво, некој нека напише. Меѓутоа, јас мислам дека нема. Тука веројатно имаме најпаметен, не дека другите се добри. Многу луѓе се жалат, посебно во здравството, во државното здравство зборувам. Меѓутоа, директор ми наредил да јас земам на пациенти 3000 денара мора да платат за да останале во болница, бидејќи мора тамо да останат. Тоа го нема никаде во светот. Секој е добро уште еднаш.